Средба на Силјановска и Пелегрини. Трица Штипјани биле председатели на различни држави. Виртуелен пристап до Свети Петар. Јајцето постоело пред кокошките. Технолошки стартап ветува по паметни бебиња. Милион деца немаат пристап до образование. Дали кафето без кофеин е навистина без кофеин? Најпопуларните имиња за момчиња во Европа и Македонија. Председателката Гордана Силјановска-Давкова, во рамки на учеството на Самитот за климатски промени во Баку, оствари средба со председателот на Република Словачка, Петер Пелегрини. На средбата беа разменети мислења за севкупните билатерални односи, македонските евроинтеграции и потребата од заеднички регионален пристап во надминување на глобалните предизвици. Председателот Пелегрини ја изрази поддршката на Словачка за европската интеграција на Македонија, при што го критикуваше блокирањето на процесот во Советот на Европската унија. Председателката Силјановска-Давкова истакна висока благодарност за поддршката од Словачка во евроинтегративниот процес на Македонија и изрази уверување во продолжување на соработката во оваа област. Таа е задоволна од развојот на македонско-словачките односи и го нагласи значењето на понатамошната соработка во одбраната и безбедноста како сојузници во НАТО. Тројца истакнати поединци од Штип, кои играле клучни улоги на политичката сцена, биле председатели на различни држави. Киро Глигоров, првиот председател на Независна Македонија, ја започнал политичката кариера во сложените услови на новата држава, додека Тодор Павлов, кој играл значајна улога во Бугарија, оставил длабок траг во соседната земја. Мехмет Текенарибурн пак имал краткотраен мандат како председател на Турција. Нивните успеси не само што ја истакнуваат Штип на меѓународната сцена, туку и сведочат за влијанието на овој град во глобалната политичка историја. Ватикан лансира нови услуги со вештачка интелигенција за базиликата Свети Петар, овозможувајќи виртуелен пристап до нејзините архитектонски богатства од ренесансната ера. Овие нови искуства, развиени во соработка со Microsoft и Iconem, ќе бидат достапни преку интерактивна веб страница и дигитални изложби, кои користат 3D моделирани реплики на базиликата. Проектот, кој вклучува напредни технологии како дронови и вештачка интелигенција, ќе овозможи виртуелни посети на еден од најпосетуваните сакрални објекти на светот, а истовремено ќе ги привлече новите генерации со иновативен пристап. Научниците од Универзитетот во Женева проучувале организам кој постои повеќе од милијарда години и откриле дека природата имала способност да создава јајца пред појавата на животни или кокошки. Ова откритие сугерира дека прашањето кокошка или јајце можеби има одговор во јајцето, бидејќи тоа постоело многу пред кокошките. Во контекстот на еволуцијата, кокошките потекнуваат од црвената птица од џунглата, која снела јајце со првото пиле. Ако го дефинираме кокошкиното јајце како јајце што содржи пиле, тогаш одговорот на прашањето е дека јајцето било прво. Американски технолошки стартап најави развој на нова технологија која има за цел да го подобри когнитивниот развој на бебињата уште од најмала возраст. Со помош на уреди и вештачка интелигенција, стартапот ќе обезбеди персонализирани програми кои ќе го стимулираат развојот на мозокот и интелигенцијата кај новороденчињата, ветувајќи дека родителите ќе можат да им понудат попаметни услови за раст. Идејата за оваа иновација е да се искористи напредокот во технологијата за да се оптимизира развојот на децата, се додека тие се во најраната фаза на животот, што би можело да има долгорочни позитивни ефекти врз нивните когнитивни способности. Според најновиот извештај на УНЕСКО, 251 милион деца ширум светот не одат на училиште. Особено забележителни се разликите помеѓу богатите и сиромашните земји, каде што во земјите со низок приход 33% од децата не се образуваат, додека во земјите со високи приходи тој процент е само 3%. Извештајот нагласува дека оваа ситуација е наизразена во субсахарска Африка, која е домаќин на повеќе од половина од децата кои не посетуваат училиште глобално. Невозможното финансирање на образованието е исто така сериозен проблем, при што земјите со високи приходи инвестираат $8.543 по ученик, додека земјите со понизок приход инвестираат само $55. Овој дисбаланс во инвестициите ја отежнува равноправноста во образованието и создава поголеми проблеми за постигнување на глобалните образовни цели. Вистина е дека многумина од нас не можат да го започнат денот без кафе, но тоа е зависност која понекогаш треба да се надмине.
Вистина е дека кога некои од нас мораат да останат без кафе, чувствуваат немир и главоболка поради одвикнувањето од кофеин, што може да биде изразено во силни симптоми. Вистина е дека некои се вртат кон кафето без кофеин, мислејќи дека тоа е подобро за нивното здравје, но тоа не е секогаш вистина. Вистина е дека кафето без кофеин не е целосно без кофеин, бидејќи процесот на декофеинизација остава мала количина кофеин во пијалакот. Вистина е дека кафето без кофеин е третирано со хемикалии како јаглерод диоксид или вода за да се отстрани кофеин, но овој метод го зачувува вкусот на зрното. Вистина е дека хемикалиите што се користат во декофеинизацијата, како метилен хлорид, се во минимални количини и не представуваат значителен ризик за здравјето. Вистина е дека и покрај отстранувањето на голем дел од кофеинот, кафе без кофеин има и некои здравствени придобивки, како магнезиум, калиум и ниацин. Вистина е дека кафето без кофеин задржува многу од здравствените предности на обичното кафе, вклучувајќи го намаленото воспаление и подобрено здравје на срцето. Вистина е дека, иако кафето со кофеин има бројни здравствени придобивки, редовната навика за кафе може да ја намали смртноста од различни причини. Вистина е дека редовното пиење кафе може да го продолжи животот, како што покажала студијата на Imperial College во Лондон. Вистина е дека кафето без кофеин има слични ефекти како и кафе со кофеин, но не обезбедува привремено зголемување на будноста и фокусот. Вистина е дека, иако има мала количина кофеин, луѓето кои се чувствителни на него може да почувствуваат некои ефекти. Вистина е дека за оние кои се чувствителни на кофеин, кафе без кофеин може да биде подобро решение, особено ако го пијат пред спиење. Вистина е дека префрлувањето на кафе без кофеин во вечерните часови може да помогне во подобрувањето на квалитетот на сонот. Вистина е дека пиењето кафе без кофеин е безбедно, но важно е да се биде внимателен со количината на пијалоци, бидејќи прекомерната консумација може да предизвика несакани ефекти. Вистина е дека 2 до 3 шолии кафе дневно, било да е со кофеин или без него, се оптимални за здравје и добри резултати. Во најновата анкета за популарни имиња во Европа, во Македонија најпопуларно име за момчиња е Лука. Ова име е често и во Хрватска, а други популарни имиња во регионот се Релија во Србија, Ноел во Албанија и Филип во Словенија. На европско ниво најчесто се користи името Ноа. Средба на Силјановска и Пелегрини. Трица Штипјани биле председатели на различни држави. Виртуелен пристап до Свети Петар. Јајцето постоело пред кокошките. Технолошки стартап ветува по паметни бебиња. Милион деца немаат пристап до образование. Дали кафето без кофеин е навистина без кофеин? Најпопуларните имиња за момчиња во Европа и Македонија.